Кој е најнеобичниот комплимент што си го добил од сопругата? Еј. Дека сум слаб. Дали имаш тајна навика која што не ја знае никој и која е таа? Да, си ги грицкам ногтите, сакам цело време да ми бидат средени, а од мал си ги грицкам и никој не ми ги знае дека се грицкани, сите мислат дека ми се исечени. Кој е најсрамниот момент што ти се случил, а сега ти е смешен? Многу интересно, мислам за мене интересно. И не сум го зборил, можеби никогаш. Како млад, став пудро. Имав некои комплекси дека имам бубалици и некако кога се нашлекав со пудро, тоа изгледаше баш многу као неубаво. Не беше, а можеби кога сум бил, тоа беа оние тинеџерски денови, кога се шатира, кога се пегла коси, кога се носеа менгуши на уше, кога се стават на цеа пирзови. И ја од озгоре на сето тоа бе стварно како новогодишна елка. И пудро ке се нашлекав и ме викаа Миро пудрото. Кој е најлошиот моден тренд што се уште ти се допаѓа? Шарено. Ако твојот мобилен може да зборува, што прво би кажал за тебе? Дека не изневерувам жена ми. Дали би се пријавил во реално шоу само заради забава? Не сакам да се пријавам во реално шоу. Што би направил ако се разбудиш како 18 годишната верзија на Миро? Никогаш нема да ги повторам грешките и расправите дома со моите родители. Ако можеш да се претвориш во некоја историска личност, која би била таа? Наполеон, француски император. Испи ми го омилениот рефрен. Во коси да ти спи, во зора да те љубам. Тоа ше проект.